Селата во Македонија. Колешино. Селото Колешино се наоѓа на југоисточниот дел од Македонија, во близина на границата на Грција и Бугарија. Од најблискиот град Струмица е оддалечен 19 километри. Селото е познато по својот живописен Колешински водопад, формиран на реката Баба и е висок 19,5 метри. Постојат две легенди околу името на селото. Според првата, селото своето име го добило по Беласичката битка од 1014 година помеѓу силите на цар Самуил и византискиот цар Василий II, кога во страшен колеш загинале голем број македонски војници. Во чест на тоа, среде село е поставена табла со легендата за настанокот на името Колешино. Втората легенда е дека името е добиено по овчарот Коле, кој прв се доселил на местото каде денес се наоѓа селото. Имено, луѓето кои поминувале покрај бачилото на Коле викале ова е Колешино, односно бачилото на Коле. Според кажувањата на постарите жители, на ова место селото првен било сместено 500 метри појужно во местноста Лееше или Леши и се викало Спаса. Потоа, луѓето се преселиле во местноста Морлада, кога селото почнало да се вика Колешино, па дури отпосле се населиле на местото каде што и ден денес живеат. Кањонот пак на реката Баба е познат по случка од минатото, кога 16 калуѓари, соочени со опасноста да бидат фатени од непријателот, ставиле марамчиња на очите и се фрлиле во бездната. Селото прв пат се споминува во пишаните извори во пописот од 1519 година, кога имало 20 христијански семејства и само едно муслиманско. Колешино и во текот на целиот период од османлиското владење во Македонија останало со чисто христијанско население. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 632 жители, од кои 609 македонци, 1 србин, 4 останати и 18 лица без податоци. Селото е познато по тоа што во него има цркви на 4 различни вероисповеди. Православната црква Свети Спас, посетена од 160 семејства. Евангелиско-методистичка, 60 семејства. Адвентистичка, 15 семејства. И црква на Јеховините сведоци, 10 семејства. Во селото се наоѓа основното училиште Видое Подкорец, кое го носи името на македонскиот писател кој е роден во ова место. Училиштето во 2010 година било реновирано, со што се создале услови за следење на наставата. Во селото се наоѓа чешмата Даревица, која била изградена во 1939 година. Составен дел на селото е и Домот на културата. Assunta